Продолжуваме понатаму со содржините на Слободен печат. Во продолжение му посакувам добре дојде во утринската програма на колегата Дејан Андоновиќ. Добро ве најдов. Слушнавме и во вестите Советот за безбедност на Обединетите нации ја прифати резолуцијата, но амбасадорот на Израел, Обединетите нации, ја отфрла. Впрочем, тој ја нарекува и безмислена оваа резолуција и смета дека Хамас не само што нема да ја прифатат, туку дури и нема ни да ја прочитаат резолуцијата. Израел има став уште од првиот ден дека нема да преговара со Хамас додека не бидат пуштени сите заложници. Хамас пушти до сега 4, планира уште 50, но тоа се премалку за израелците. Тие сакаат сите да бидат пуштени, па потоа да дојде до тоа хуманитарно примирие. Тоа е една позната светска максима, со терористи не се преговара и покрај големиот, да кажеме, големата трагедија која се случува, Израел, бидејќи Хамас е прогласен за терористичка организација, автоматски не ќе ни да преговара. Тоа е нешто што сме го гледали во другите држави, но сега ова е малце поголема работа и поради тоа и се измешани сите овие сигнали кои ги слушаме во светот. Хамас ќе оди до крај. Бенјамин Нетањаху беше на позициите на јужниот дел од појасот Газа во воената база во Израел, каде што рече дека нема да има место каде на Газа нема да дојде израелската војска да ги истреби Хамас, но експертите предупредуваат, а јас тоа веќе 2 дена го зборувам во ова студио, врз основа на тие анализи се разбира, не сум таму па да знам, но се повеќе се стравува дека мрежата на тунелите кои ги има Хамас во појасот Газа не се ни допрени и дека тек допрва Израел ќе се соочи со огромни проблеми, зборувам од воен аспект. Тие имаат сила да стигнат брзо и да освојат места, да земат некои позиции, зборувам пешадиски, и тие специјалци таму што се движат, но генерално таа герилска војна која Хамас се прави сите овие години, а сега ми се чини е многу подготвен, тек допрва ќе го видиме како резултат на нивното делување на жртвите. Израел официјално рече дека има 45 загинати војници, но се стравува дека бројката на загинати е многу поголема. Се разбира, не е исто загинати војници во операција и загинати жени, деца и останати цивили, но генерално човечки живот е човечки живот, па кога ќе го сумираме се до сега, од 7 октомври до сега, ако земеме сублимат на оние податоци што ги имаме, најмалку 20.000 луѓе веќе ги загубија животите, а уште кој знае колку ќе ги загубат само во текот на денешниот ден. Значи, она што е страшно денеска е тоа, Советот за безбедност на Обединетите нации и Обединетите нации воопшто по кој знае кој пат покажаа дека воопшто немаат никакво влијание, немаат никаков авторитет. Израел нема да успее да го натера да го прифати тоа хуманитарно примирие, не го прифаќа бидејќи вели првин пуштате ги сите заложници кои се киднапирани на 7. Да, Нетањаху е дециден од самиот почеток. Но сега се отвари една друга работа, освен од воен аспект дека ова се ќе трае, почнува полека да има проблеми на меѓународно политичко дипломатско ниво. Зошто? Бидејќи сите стравуваат, не стравуваат, него негодуваат за плановите на владата на Нетањаху. Што понатаму? Имаше 3 сценарија. Едното сценариото беше сите палестинци да бидат префрлени во Синај, полуостровот кој е под египетска контрола, тоа е египетска област која порано беше окупирана од Израел. Зашто палестинците не сакаат, но не сака ни Египет да се меша у таа работа. Втората работа беше правење на палестинска држава која очигледно владата на Нетањаху не планира да ја поддржи, и третата која он ја има како намера, а зашто веќе има негодување и од самиот Бајден. Вчера Бајден, американскиот претседател, негодуваше на плановите на Нетањаху и неговата влада. Тој сака појасот Газа да биде под окупација, значи да се врати окупацијата на појасот Газа, бидејќи оваа негова влада и војните експерти сметаат дека ако има окупација во Газа, таму нема може да се развиваат овие кели, како што ги нарекуваат терористички, кои пак го напаѓаат Израел. Доколку тоа се направи, Израел ќе има уште поголем гнев, не само на меѓународно ниво, него сега се случуваат и некои работи околу овие муслимански арапски држави веќе не може да ги, можеби владите се обидуваат под притисок на западот да бидат смирени, меѓутоа народот таму почна да се буди. Вчера го видовме и турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Нешто што јас барам лично не сум видел толку. Ние знаеме сите што ги следиме овие работи кои се односите на Турција и Израел. Знаеме дека со доаѓањето на Нетањаху, на Ердоган,
се влошија тие односи. Пред едно 10 години бевме сведоци како израелски командоси нападнија турски брод, при тоа ги испоапсија сите турци. Тоа Ердоган не им го заборави на израелците, особено ми се чини дека и тогаш беше Бенјамин Нетањаху премиер, бидејќи он малку подолго премиер, исто како што и Ердоган е премиер, така да вчерашниот говор на турскиот претседател мене само ми упатува дека ако продолжи вака работата, може и Турција да се вмеша у целата оваа приказна. А ако се вмеша Турција, тоа е многу сериозна работа, бидејќи Турција е силна и впрочем и е членка на НАТО, па сега не знам како светот ќе се позиционира у цела оваа работа, бидејќи почна работите полека, но сигурно да одат у страшен хаос. Да, во ќорсокак што се вели. Не е ова ќорсокак е кога не знаат што прават, па стојат. Ова е хаос кога е неконтролиран, кога веќе не се знае кој со кого. Оттаму и Бајден и Си Џинпинг вчера разговараа. Тоа би беше следното прашање. Што значи оваа средба? Дали може би оваа средба историска, како што ја нарекуваат медиумите, ќе има некакво влијание за мир во светот со овие Ја мислам дека за мир у светот нема да има, ќе има влијание врз основа на нивните билатерални односи. Ќе потсетам, Кина е подолго време под американски трговски санкции. Има и проблем околу Тајван од аспект на тоа дека двете армии, двата генералштаби немаат комуникација меѓу нив, а тоа значи кинески авиони влегуваат у Тајван, американски бродови влегуваат у Јужно Кинеско море и таму ако стратезите, геостратезите, хипотетички зборам на САД, планира да го активираат Тајван додека е украинската криза и да испрофитираат нешто таму, или ако кинеските овие воени експерти сакаат да го искористат сето тоа и да го освојат Тајван, ми се чини дека и двајцата овие што ги гледаме сега, сепак проценката ајде да не правиме уште една тензија у светот, пошто три војни се премногу за една мала планета Земја и може да дојде до страшен хаос. Оно што беше интересно вчера е дека Бајден повтори дека Си Џинпинг е диктатор, од аспект на тоа дека е раководител на комунистичка партија која според американското размислување е диктатура. Тоа они го велат, а Си Џинпинг на тоа одговори многу смирено и рече дека имаат погрешни гледања кон Пекинг и дека ако е комунистичка партија не значи дека има диктатура, туку дека има демократија натре во партијата. Значи си останаа они на цврстите оние ставови дека не се согласуваат за многу работи, но Бајден вчера подобар беше со Си Џинпинг него со Нетањаху, ќе потсетам, го укори јавно дека не сме Израел да планира трајна окупација на појасот Газа. Да, имам уште кусо време во овој блок, дали може би светот не носи и нешто друго ново кој што е значено да се знае за... Светот носи секојдневно многу работи, но светските тикери секогаш одат на она максима if bleed lead, или ако е крво води горе, така да војните се секогаш у прв план. Она со што се бави светот се разбира и Украина, се разбира и таму се кршат копијата, и таму има судир помеѓу во украинскиот генералштаб, помеѓу главниот командант и Зеленски. Многумина веќе го отпишуваат Зеленски како политичар, ако бил прифаќан минатите 2 години каде да се појави како велат како Далај Лама, како човек кој носи мир, кој се бори против неправди, кој некогашниот Че Гевара, сега полека му ги затвараат полека вратите, што дополнително се гледа во неговата нервоза и во неговата експликација на политиката во Украина. Таму многу луѓе гинат. Јас, пошто следам повеќе медиуми и ги следам и нивните, таму се ништо помалку сериозна војна не е од пред месец дена кога само за неа известувавме. Да, но некако воопшто не споменуваат ни бројките, ни не да, се дава премногу како што за Израел рековме сега се споменуваат и сценаријата за Украина, дека многу брзо ќе се убрза дипломатските напори, Украина да се согласи, Зеленски во Киев, целата таа влада да каже чека овие 4 региони што ги запоседна Русија, односно ги освои, односно ги отцепи, како сакаме можеме да ги наречеме, веќе не се Украина, тоа е Запорожје, Донбас, односно Донецк, Лугански и Херсон, Крим веќе некој да зборувам, тие се и по уставот на Руската Федерација, веќе дел од Руската Федерација, така да сега се измешаа работите, ако Русија нападна Украина,
како суверена држава. Сега, ако украинската војска ги нападне Херсон, Луганск, Донецк, Запорожје, практично Украина е агресор, бидејќи ова е дел од Руска Федерација, така, иако тоа не е меѓународно признаено, но се чини дека ќе се оди на таа варијанта за Путин да се одоброволи, да запре и да каже јас ова што ми требаше го земав, а за возврат Украина ќе се убрза членство во Европска унија, може би и во НАТО, на што Путин може нема да се буни, бидејќи он си добил таму 20% територија и има една, како го велат тоа, заштитна зона до вистинската Русија да дојде, НАТО евентуално кога дојде. Така да тој дил очигледно или тој договор очигледно е негде во воздухот и се зборува дека многумина велат дека веќе одамна на пониско ниво, далеко од очите на јавноста, под дефокусот на Газа, се преговара и веќе е договорено тоа да биде така, а во меѓународната политика ништо не оди во реал тајм. Се оди од после, така да што договориле, може договориле, а кога ќе ни го соопштат, ќе видиме во наредниот период. Да, сите освежени информации поврзани и со војната во Газа, но и со војната во Украина и сите случувања во светот ги дознаваат на Слободен печат. Благодарам Андоновиќ за извештајот кој што за анализата која што ја обработивме и денеска благодарение на тебе. Продолжуваме ние понатаму почитувани.